Почитувани клиенти, како што гледате во оваа просторија, во овој момент сме минимален број на лица согласно препораките од владата. Во слична ситуација овде до мене ќе беа моите колеги и заеднички ќе ви се обратевме. Секако, пораките кои ќе ги споделиме представуваат заеднички ставови и пораки од моите колеги и од другите банки и штеделниците. Најпрво да истакнам дека и по прогласувањето на вонредна состојба, банките и штеделниците продолжуваат да работат. Ќе можете да ги вршите сите вообичаени банкарски активности, како и до сега, да го извршувате депозитно работење, кредитирање, да плаќате, да наплатувате и така натаму. Навистина сите сме свесни дека е побавно од вообичаеното, но тоа се должи на сетот мерки кои банките ги превземаа за заштита на клиентите, за заштита на вработените и за обезбедување на континуитет во работењето. Уште еднаш, заради заштита на вашето здравје, апелираме до населението да не се подига готовина повеќе од потребната за вашите нормални потреби. Вашите пари се безбедни, а банките и штеделниците работат. Подигнувањето на готовината ви изложува на зголемен ризик од повеќе аспекти. Интензивни контакти со други луѓе, потенцијално губење на средствата, кражби и така натаму. Особено апелираме да се воздржите од повлекување на девизна готовина во девизи, бидејќи девизите доаѓаат од меѓународниот платен промет и се потенцијална зараза со вирус. Истите не се платежно средство во Република Македонија и поради тоа не би требало да ви бидат потребни за секојдневните измирување на секојдневните потреби и за плаќање. И што е најважно? Вашите пари во банките се безбедни и ви се на располагање во секое време, бидејќи услугите на банките ќе останат достапни за вас. Апелираме што повеќе да употребувате платежни картички, да користите електронско банкарство и ако имате потреба од готовина, да ја вадите од банкомати за да не доаѓате на шалтери. Што се однесува до економските ефекти од кризата и можноста за плаќање на обврските на компаниите и населението кон банките во иднина. Сакам да ви известам дека представници на банките активно соработуваат со Народна банка за изготвување на соодветно решение кое ќе придонесе кон олеснување на финансискиот товар на населението и корпоративниот сектор и со тоа полесно надминување на негативните економски ефекти. Ве уверувам дека сите сме на иста страна и дека банките имаат голем интерес да го задржат квалитетот на одобрените кредити, без при тоа да се загрози стабилноста. Ова е исклучително сложена проблематика за која мора успешно да се најде баланс помеѓу потребите на реалниот сектор, кои навистина ќе бидат големи, и обезбедување на сигурност и стабилност на банкарскиот систем во иднина. На крајот, иако не помалку важно, сакам да ви известам за подготовките кои се прават околу исплатите на пензиите во новонастанатите услови. Од понеделник влегуваме во последната декада од месецот, што значи дека се ближи исплатата на пензиите. Сите знаеме како изгледаат банкарските шалтери кога се исплатуваат пензиите, а во моментот токму оваа категорија од населението е најранлива од аспект на изложеност на вирусот. Поради тоа, од вчера започнавме интензивна комуникација со владата за изнаоѓање начини за безбедна исплата на пензијата за сите пензионери кои ќе сакаат да ја подигнат својата пензија во готовина. За ова ќе имаме дополнително соопштение и јавноста ќе биде навремено информирана. Уште еднаш ви благодарам и на јавноста и на вам медиумите за вашата соработка и повторно апелирам доследно да се следат инструкциите на надлежните органи со цел полесно да се справиме со оваа ситуација. Значи може прашање. Ме интересира. Вчера Народната банка рече дека има некоја предлог иницијатива за да се реструктурираат кредитите, особено на погодените сектори и на стамбените кредити кај граѓаните. Дали банкарите можат да излезат со такво нешто, да се намалат камати, да има некој грес период или не? И што може да очекуваат? Значи, тоа е ова втората точка што ви ја спомнав. Вчера, предходниот ден вечерта, беше испратена, значи во моментов сите работат, рече се 24/7.
Вечерта беше испратена одлуката, истата беше дистрибуирана до сите банки, бидејќи сите банки имаат различни портфолија, некои имаат повеќе компании, некои имаат повеќе население, да ја разгледаат и да видат што од тоа може да се примени, како ќе се примени и што врз основа на комуникацијата со реалниот сектор, проблемите кои што ги слушаме од реалниот сектор, ние можеме да предложиме кон Централната банка во смисла на оваа одлука да се интервенира и да се направи така да биде прифатлива и за Централната банка, и за нас, и за да им слеземе во пресрет на компаниите и на населението. Значи, тој материјал беше испратен вчера во втората половина од денот до Народна банка и сега останува кај нив да видиме кога ќе ја пуштат и со која содржина ќе ја пуштат. Да, затоа што гледаме веќе земјите од регионот веќе преземаат некои мерки, кога Да, се очекува? очекувам дека тоа ќе биде многу брзо извадено како решение од Централната банка, но знаете, секоја земја има своји специфики, секој банкарски систем има своји специфики и не можеме туку така, знаете, да правиме паралела помеѓу овој направил вака, ние веднаш ќе направиме така. Ќе настојуваме истовремено и да им се излезе во пресрет на компаниите, а и сепак да ги заштитиме, банките се нели субјекти кои што депозитното работење одобруваат кредити. Колку се силни банките да помогне во Многу. оваа ситуација во Македонија? Значи, од аспект на ликвидноста, на состанокот кој што го имавме и во Министерство за финансии, и во Народната банка, првата точка за која што се дискутираше беше ликвидноста на банките, беше констатирано дека банките во моментот се на историски највисоко ниво на ликвидност од кога и да било. Има ли промена кај граѓаните на однесувањето? Има ли некоја паника што е пренесена во банкарскиот сектор, да доаѓаат да подигнуваат повеќе готовина, иако вие апелирате да не доаѓаат, дека не треба да подигнуваат? Различно е од банка до банка, различно е од регион до регион. Значи, јас можам да ви кажам пример за нашата банка. Првиот ден кога беше ДБР ставен во карантин, очекувавме дека ќе имаме проблеми и прашањето беше како да доставиме готовина. Крајот на денот го завршивме со повеќе готовина во експозитурата отколку што очекувавме. Значи, нема правилно однесување, но многу е важно на вистина, бидејќи во ваква ситуација, знаете, ние како систем сме поминале и 2001 кризата, Косовската криза, кога имало повлекување на девизи, но да речеме во такви околности, може би имало некаква логика дека со девизите некој ќе сака да бега од земјава. Сега сме затворени. Тука плаќаме со денарите. И дури за денарите најдобро е да најдеме начин што помалку да ги допираме.